Добре дојдовте во Надкаст, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска мој гостин да биде Бесар Турмиши, министер за економија и труд. Добре дојдовте. Добро ве најдов, фала за поканата. Министре, време на отчети, една година влада, како го гледате и како го оценувате ова едногодишно ваше управување со Министерството за економија и поново и труд? Да, изминатата година беше предизвикувачка година за нас, со многу предизвици, се соочивме со многу проблеми, но исто така беше и продуктивна година. Откога се именував на чело на ова министерство, на оваа функција, го најдов со систематски недостатоци, со нефункционални програми, нереализирани програми, неусогласени закони, тотално еден распад, да речеме, но сега, денеска, може да збориме конкретно дека ставивме темел на функционирањето на целото ова министерство или целото овој ресор, да речеме, каде што го ставивме на фокус да биде функционално за фокусирање на граѓаните, да биде темел на стабилност, да биде ориентирано за растот и развојот, да се поддржат работниците, работодавачите кои не беа порано, не беа доволни поддржани и така натака. Го формализиравме трудот, еве веќе сме во тек на реализација на оперативниот план, каде што се реализира. Така, тоа е круцијален проект. Да, круцијален проект. Донесовме мерки во време каде што имавме зголемување на цените на основните прехранбени производи кои дадоа резултати. Го реорганизиравме министерството и еве сега исполнивме една година, се спремаме за наредната година да ги реализираме тие програми, да ги спроведиме тие мерки и така натаму. Она што претпоставам најмногу ги интересира гледачите, како ги заштитувате потрошувачите од зголемувањето на цените, имаше мерки претходно, ќе продолжи ли ова? Тоа што сум го кажал и на пресконференции на медиуми, да, ние во текот на годината, во изминатата година и ова година, во овој временски период, една година што исполнивме, донесовме еден куп мерки, каде што им излезовме на пресред на граѓаните, донесовме мерки каде што ги ограничувавме цените на основните прехранбени производи, каде што ова е клучен сегмент во нашето министерство. Имаше понекогаш и каде што ги ограничувавме повеќе од 1000 производи, каде што Испанија основни прехранбени производи, други производи, го проширивме мерката, ги ограничувавме цените, ги замрзавме цените и после тоа, после завршувањето на мерката, нормално дека ги гледавме податоците од релевантните институции, каде што покажа дека во тие временски периоди ние не само што имавме стабилизирање на инфлацијата, туку и спротивно имавме и дефлација, како што ни се дешаваше во месец март, имавме дефлација за 1,3% и намалување за 3% на цените на основните прехранбени производи. Овие беа краткорочни решенија за да им излеземе на пресред на граѓаните во однос на девијатното однесување од страна на трговците. Оти знаеме дека тие, особено во време на празниците, тие знаат кои производи повеќе се трошат и удират на тие, ги покачат цените на тие производи, така да ние бевме многу внимателни и удривме на тие производи за да ги држиме во стабилно ниво. Напред што направивме за да има повеќе транспарентност за потрошувачите да знаат кои производи поевтини се и каде ќе ги трошат своите пари, нели донесовме закон каде што треба трговците да ги објават во нивните веб страни цените на производите секојдневно.
секојдневно до 10 часот имат одврска да ги објават цените на производите, така да може трговецот да има пристап и да знае кои производи во кои маркети се поевтино и на некој начин го поттикнеме конкурентноста меѓу трговците. На оваа страна, мислам дека овие краткорочни решенија, не мислам туку овие релевантните институции ги покажат податоците дека ги дадоа своите резултати. Заедно со Министерството за земјоделие работиме во насока на направиме еден план за да им излеземе исто така напресред на граѓаните среднорочни решенија или по долг период, значи решенија каде што ќе може цените на прехранените основни производи да паднат врз ако кога ќе ги споредиме со денешните цени што се на пазар, поради тоа што ние повеќе сме увозна држава, повеќе увезуваме производи отколку произведуваме. Од поранешната политика што го водеа поранешната власт, не ги поддржа домашните производители, не ги поддржа домашните земјоделци со мерки каде што ќе може они да произведуваат. Например, ние имаме земјоделски производи сега кои што се произведуваат од нашите производи и цените таму веќе очигледно да ги испадна многу, од 20 до 100%, ово го покажува и извештајот од Државен пазарен инспекторијат. Така да работиме на еден конкретен план каде што многу брзо ќе излеземе пред јавноста, ќе го кажеме, значи мерките што ќе ги имплементираме нормално дека од друг ресор. Ова доаѓа од Министерството за земјоделие и ќе ги поддржиме на нашите домашни производители, нашите домашни земјоделци, каде што индиректно ќе влијаеме врз цените на пазарот од што ги имаат сега трговците од производите од основните прехранбени производи, цените што ги имаат на своите ланци. Во понатамошниот период, тоа што сум го кажал и во многу пресови, ја гледаме ситуацијата и овој месец еве сме при крај Државен пазарен инспекторијат е на терен и на крај ќе достави уште еден извештај. Ако после завршување на нашите мерки што ги донесовме, ако имаме девијатно однесување без економски оправдување од трговците, ќе донесеме по ригорозни мерки. Уште една работа која што е новитет, зборуваме за измените во Законот за работно ангажирање. Што значи ова? Да, значи измените на Законот за работно ангажирање овозможуваат легално и флексибилно вработување на луѓе во временски период, например, да речеме од 3 месеци. Им дава можност на студентите да се вработуваат, им дава можност на пензионерите без да се ограничат нивните права што ги има порано, но нормално дека тука се бориме и против сивата економија, каде што оние порано не беа пријавени. Овие работници беа ангажирани во временски период, да речеме 2-3 месеци, но не беа пријавени, нема плаќено осигурување, така да на некој начин ќе го подобруваме пазарот и оние ќе имат и платено придонеси од страна на работодавачите и ќе имат осигурување да може да работат пристојно во нивните работни места и достоинствено. Дали како министерство работите и на дигитализација и поддршка на малите бизниси, многу битна работа? Да, разбираме дека дигитализацијата е клучен фактор за модернизација на економијата, подобрување на конкурентноста на малите и средните претпријатија, со јавните повици што ги имаме секоја година, еве ова година се во тек. Значи имаме програми каде што обезбедуваме финансиска и техничка поддршка на малите и средните претпријатија. Ова вклучува инвестиции, нови технологии, развој на онлайн продажба, на некој начин со финансиската и технолошката поддршка што го нуди Министерството за економија и труд преку јавните повици, овозможува да
го подобрува пазарот, да го поттикнува конкурентноста меѓу малите и средните предпријатија. Исто така работиме, значи акотипно секојдневно сме на терен со оперативниот план. Го подобруваме пазарот на трудот, на некој начин го спречуваме иселувањето од нашите граѓани. Нели, во јавност веќе пристапни се информациите, до сега, додека зборуваме, има голема, огромна, да речеме, огромна интерес од граѓаните. До сега аплицирале повеќе од 6000 граѓани за мерките што ги објавувавме од оперативниот план. Имавме мерка каде што еден граѓанин да отвора свој бизнис, зема поддршка до 7000 евра ако е поголемо од 29 години. И ако е до 29 години, зема поддршка од 10.000 евра од оперативниот план, од мерката што ги објавивме овие денови. Исто така имаме една, ако се здружат две лица до 29 години, поддршка до 20.000 евра. Што сакам да напоменувам тука, една учителна интересна мерка е кај познат практиканство, кај познат работодавач. Поради тоа што сме министерство каде што двете страни се на едно место веќе. И страната, и работодавачите, и работниците се на едно место каде што може нивните права и нивните цели да ги реализираат во една институција, како е економско-социјален диалог. И ова мерка што сакам да ја потенцирам е практиканството кај познат работодавач, каде што после практиканството, например, ако еден работодавач зема 2, 3, 4, колку што сака да зема практиканти, 50% од тие практиканти треба да ги држи на работните места. И ќе се обучават младите, и на некој начин работодавачите ќе земат квалификуван кадар. Министре, што се случува со законот за безбедност во ugostителството, за подобрување, особено по она што се случи по нетрагичен настан во Окочани? Трагичниот настан во Окочани ни покажа дека безбедноста во ugostителските објекти мора да биде приоритет. Во таа насока работиме и во воведување веќе овие денови доставено до влада новиот закон, каде што предвидува построги, поригорозни, построги законските измени, се предвидуваат построги критериуми за давање на лиценца и редефинирање на надлежностите што ги имаат инспекторите. Треба да бидат на терен, да проверат дали се исполнуваат минималните технички услови или не, и да земат одговорност, да не известат дека да, сме биле на терен, странката ги исполнува минимални технички услови, па натаму ние да продолжиме со процедурата. Целта ни е ugostителските објекти да функционираат безбедно, со максимална заштита на здравјето и животот на луѓето што ќе го посетат ugostителските објекти. Во рамки на ова, во насока на ова работа, сме на првата фаза за почнување на проект заедно со Европската унија, каде што ќе трае овој проект минимум една година, за донесување на нов закон, каде што ќе се хармонизира или ќе се усогласи со законот што за ugostителски објекти кој е во сила во европските земји. На други закони се работи за усогласување со, например, агендата за раст, за усогласување со реформската агенда. Значи дека треба усогласување на нашето законодавство со законодавството што се во Европската унија, и тука нормално дека ќе имаме раст на економија,
подобрување на пазарот, еден закон што е усогласен со реформската агенда од нашето министерство, од нашиот домен, е законот за трговски друштва. Тој значи дава поригорозни критериуми за одберење, да речеме, на надзорни и управни одбори. Тие луѓе кои треба да ги одбереме има поригорозни сега критериуми со новиот закон. Во ова насока сме земале чекори и работиме макотрпно со секторот и другите закони кои не се по временскиот период предвиден од ЕУ директивата да ги усогласиме за да бидеме секој ден нормално поблиску до Европската унија. Колку светските случувања влијаат врз Македонија, односно еве сега во ЕКСЕ, Иран и Израел, колку ова, бидејќи се менуваат работите, де се смирува, де се распалува, таму колку ова влијае реално врз македонската економија? Нормално дека ние не само нашата држава, но и држави увезуваат нафта од Иран и од Израел. Нормално дека ова ќе влијае врз цената на нафтата и дериватните нафти и ова е, како да ти кажам, поврзано. Така. После нафтата доаѓа и другите производи да се покачат цените на економијата. Нормално дека ќе влијае, ќе привлекува други, потикнува други, ќе изваде на терен други проблеми што ќе влијаат врз нашата економија, но надлежностите што ги имаме, инструментите што ги имаме во нашите раце ќе ги употребуваме се за да им излеземе на пресред граѓаните и да го држиме во стабилно ниво цените, особено на основните прехранени производи каде што е нашиот домен и посакуваме што поскоро да седнат тие две земји на маса на дипломатскиот начин да ги решат проблемите што ги имат поради тоа што со војна не може да се решат проблемите. Една година помина успешно, следуваат уште 3 години минимум од првиот мандат. Кои се вашите планови за Министерството за иднина? Ќе продолжиме да ги унапредуваме пристапот до пазарот на трудот за невработените луѓе со низок степен на образование преку нови ефикасни мерки, да го подобруваме пазарот на трудот, да го спречеме иселувањето на луѓето од нашата земја. Значи има предвидено од оперативниот план имаме предвидено обуки за странски јазици каде што ќе можат 320 до 320 лица ќе го подобрат знаењето од англиски, германски, француски јазик, на некој начин ќе се зголеми конкурентноста на пазарот на ова насока. Обука за компјутерски вештини има предвидено до 400 лица ќе стекнат основните дигитални вештини и така натаму. Обуки за предприемништво и бизнис вештини до 500 луѓе ќе можат да се обучават како ќе да формираат сопствен бизнис, како да го развијат бизнисот и така натаму. Напредни обуки на IT вештини лиценцирани до 407 лица со напредување на бизнис и многу други обуки во основ на оперативниот план, поддршка на малите и средните предпријатија со јавните полици што ги имаме, ќе креираме политики да ги поддржиме и внатрешните и надворешните инвеститори. Нормално ќе го гледаме и ќе креираме тоа што кажав и преска мерки каде што долгорочно ќе им излеземе на пресред на граѓаните да можат да можат пристојно да живеат во нашата земја и да ја основуваме финансиската состојба, да можат основните прехранени производи да бидат да ги имат со поевтини цени. Да преминеме малку и на дневната политика, дуи секој ден ви брои колку албанци биле вработени, не биле вработени. Како ги толкувате овие обвинувања од опозицијата дека владата работи против интересите на албанците? Постојано тоа го прават.
Во денешната политичка реалност на албанскиот политички камп постојат веќе две јасни блокови, Дуи и Влен. Додека Влен веќе гради понуда за граѓаните, Дуи повеќе се задебува врз во незината внатрешна криза. Пред неколку недели они најавува прво бојкот на локалните избори, па сега уште не може да најдат кандидати кои ќе ги кандидираат во локалните избори. Така да, што поблиску што доаѓаме на деновите за локалните избори, кај нив повеќе се отвара криза. Треба на некој начин седнат и ги договарат општините како да ги имат во незиниот джеб. Треба да им дадат на села, треба да им дадат општини на Таравари, па на други сателити, така наречено Европскиот фронт, додека ние одиме во трансформација, одиме во една политичка партија, одиме да направиме добра понуда за локалните избори. Јас ќе го кажам тоа што го кажат и другите представници од Влен, нека ја зема дуи една година, која сака што мисли дека има повеќе вработени албанци и ќе го споредиме со оваа година и ќе гледаме како на крај ќе излезат бројките. Велат дека национализмот е последно засолниште на неспособните, велите дека немаат аргументи дека се работи за чисто етничка манипулација ова што го прават? Значи, тоа што го кажав, нивната реторика е иста, се однесуваат иако дека сакат да им излезат на пресрет на албанските граѓани, но нивната грижа е како да им излезат на пресрет на нивните луѓе што во изминатиот период беа корумпирани и злоупотреба институциите и треба да одговорат пред надлежните органи. За крај, како министр сепак како дел од Вреди, нели ги оценувате меѓукоалицијските односи меѓу Вреди и ВМРО-ДПМН? Во до сега исполнивме една година во имаме одлични реляции, комуникации, сегогаш одлуките и во влада и во собрание донесуваат со консенсус, донесуваат со заеднички одлуки, така да до сега сме имале коректни релации, мислам дека и понатаму ќе продолжиме така. Ви благодарам што бевте мој гост. Ви благодарам за поканата. Чест ми е да видам кај вашата емисија, сегогаш кога ќе ме поканите ќе видам тука. Ви благодарам, ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте дел од Надкаст. Ова е последна емисија, односно епизода 25-та во првата сезона на Надкаст. Се гледаме со вас од септември, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.